Во последните години се поголем број земјоделци и сопственици на земјоделски површини го продаваат имотот што го создавале во претходното договорно агростопанство. Некои поради тоа што не можат да стигнат да сработат на работното место во фирмата и на нива, но голем број и поради подмирување на давачки по разни основи, школување на деца и слично. На подрачјето релативно мал број граѓани се јавуваат како купувачи на земјиштето, тоа што полека но сигурно ситните земјопоседници и чезнуваат за сметка на создавањето големи газди на земјоделски имот. Тендерот за наслојувањето е неминовна последица на пазарната економија, бидејќи во изострени капиталистички законитости успеваат само големите, кои како такви представуваат фактор на пазарот. Друг момент кој влијае на ваквите појави е миграцијата на младата работоспособна сила, која наместо на земјоделието како ниско доходовно се одлучува да замени на печалба во странство. Народот не е благодарен од нивите, поготово град, суша. Оваа година дождливо беше годината, али нема е сак некако луѓето да работат. Му требат пари ќе ја купи, понајшо му требат пари ќе ја продава. Така е. Ово што се сега прави, што се влага во земјоделието, побудува интерес кај луѓето за поголемо земјоделско производство и подобра екзистенција. Ниви има многу необработени со оглед дека младите се во повише одат во странство. Можно е тоа да се каже дека одат највише во Италија, таму работат исто така земјоделие, а нивите тука остануваат необработени. Раздвижените купопродажни текови можеби ќе ги променат социјалните разлики, но дефинитивно ќе предонесат и за подобрувањето на вкупните состојби во агростопанството. Окрупнувањето на земјоделските парцели, организираноста се предностите на големите играчи во земјоделието, а тие несомнено ќе доведат до подобри резултати од аспект на квалитетот и квантитетот.